Националната платформа за женско претприемништво ќе работи на соединување на сите активни чинители за да се создаде добра подлога за развој на женскиот бизнис. Оттаму велат дека во фокус на нивните политики ќе бидат развојот, условите, прибирањето, статистички податоци и повеќе отвореност за вклучување во тендерските услови. Според неофицијални податоци, 33% од бизнисите се во раце на жените, со обрт од 9%, со што станува збор за микро и мали предпријатие. Според првиот човек на Националната платформа Валентина Дисовска, се уште постојат предизвици пред жените предприемачи. И ќе работиме на зајакнување на капацитетите и на други на организации низ целата држава кои што ќе можат да работат на локално ниво за зајакнување на жените предприемачи. Меѓутоа и не само на жените предприемачи, туку и на локалните власти, на сите чинители во општеството, за да можеме да разбереме зошто е потребно да се зајакне женското предприемништво и зошто е потребно впрочем и да му се помогне на женското предприемништво за да се зајакне, затоа што излегуваат многу позитивни примери од добро поставената политика за развој на женско предприемништво. Јас тоа многу често го поврзувам, например, со сегашната состојба за промовирање на иновативноста. Доколку една тема се промовира и се истакнува дека е добро истата таа и се дава поддршка за развој на истата, после одредено време се гледаат позитивните резултати. Дисовска додава дека важно е добро промовираната тема да стане актуелна за позитивен исход. За жал да, се уште има предрасуди, многу често се среќаваме и ние и во Сдруженијето на бизнис жени кога се среќаваме си ги споделуваме информациите што ни се случува и како уствари има предрасуди и многу често знаеме да си споделиме информации како сега мене еве во последно време ми се случило од типов да нели го бараат газдата на компанијата, да сакаат да разговараат со машка особа, нели бидејќи секогаш мажот е столбот, меѓутоа се бориме против тој стереотип. Ние секако ги градиме компаниите и имаме компании кои што веќе се добро етаблирани и жените се добро етаблирани. Тоа е нашата улога уствари и на Сдруженијето, па сега и на платформата, да работиме на креирање на свеста дека жената исто така знае да направи добар бизнис како и мажот. Жената дури знае да работи малце подомаќински од мажот. Тоа е докажано со различни истражувања и статистички податоци. Кон крајот на јануари се одржаа состаноци со координаторките на локалните хабови. Следниот период ќе биде важен за подготовка на стратешки документи со преглед на актуелната состојба во планските региони во однос на женското претприемништво. На локално ниво ќе се спроведуваат активности во тематска група на тема пристап до финансии, кој оваа година треба да се формира на почетокот од месецов. Исто така, локалните координаторки ќе се вклучат во формирање на работата на секторската група, која годинава ќе работи на тема дигитализација.